зборува за меѓународните случувања во следните минути на Слободен печат. Украинскиот претседател Володомир Зеленски денеска ќе биде пречекан во Белата куќа од страна на американскиот претседател Доналд Трамп. За што ќе се разговара, дали ќе му се извини, дали навистина го нарече диктатор, дали не, шпекулација или се вистина ли е. Сите очекуваат некако оваа средба со нетрпение веќе долго време. Да, Зеленски со нетрпение влегува во Белата куќа, бидејќи порано беше чест гостина од кога дојде администрацијата на Трамп и Доналд Трамп лично му се виде Белата куќа невозможна мисија поради онаа тензија и бизнес договор кој Трамп му го даде на Зеленски, а тој гласеше да дозволи Соединетите Американски држави да располагаат со минералните резерви на Украина, односно ретките минерали, да потпишат договор. Зашто тогаш Зеленски одби, барајќи таму некакви влез во НАТО, безбедносни гаранции, се тоа на што му се посака, а за возврат на тоа Трамп во стилот на секој бизнисмен виден и на овие простори, бескрупулозно му рече или ќе даеш се за да се наплатиме бидејќи должиш пари, алудирајќи на помош од 350 милиарди долари според Трамп која е добила Украина од Соединетите Американски држави, независно дали бил Бајден на власт или било кој, пошто има тоа континуитет долгот. Или ќе ги наплатиме парите, или ти ќе бидеш диктатор, нема да ја добиеш од нас помош, јас со русите ќе се договорам, ти ќе бидеш игнориран, и тоа му го направи. Ако забележуваш, да подсетам, се сретна САД и Русија преговараат, тој со Путин се слуша, Зеленски игнориран, го нема ни на преговарачката маса, каде што се одлучува за судбината на Украина. Сега еве го Зеленски попушти во стилот на помалите, повторно ќе кажем, веќе видено сценарио сегде во светот, па и кај нас, кога не си во можност да парираш, онда ќе се согласиш, треба да дое во Белата куќа. Ти рече термин ќе биде пречекан и јас би те попрел, би рекол ќе дојде, дали ќе биде пречекан, ќе видиме, но важно Трамп вели договорени сме. Има договор, Зеленски попушти, ќе ги даде минералите, нафтата, гасот и сето она што на Соединетите Американски држави им треба. Ќе направат договор, договорот е 11 точки, треба отприлика, само да скратам, да се договорат 50-50, со тоа што повторно Зеленски бара безбедносни гаранции, Трамп не му ги дава за Украина безбедносните гаранции. Зеленски претходно бараше влез во НАТО безусловен, Трамп му рече нема да влезеш во НАТО. Но сепак на крај испадна по барањето на Трамп. Тој денеска ќе дое, ќе потпишат, ќе видиме. Доека не потпишат, нема да зборуваме ништо, но повеќе од сигурно е дека ќе потпишат договор. Сега тука се појавија многу шпекулации за тоа што ќе потпишат и колку ова што го бара Трамп е меродавно и колку е апдейтувано, што би рекле по новиот речник македонски, или во превод, тој сака да потпише за минерални суровини, но има неколку работи што неколку влијателни светски медиуми ги пишуваат, а тоа е дека можеби Трамп и нема некоја голема и прецизна слика за тоа што точно тоа што го бара, да, но што точно има од тоа што го бара, бидејќи почна да излегуваат шпекулациите дека картата на овие минерални добра, каде што се наоѓаат, е правена во време на Советскиот сојуз. Од тогаш до денеска тоа не е апдейтувано, па тие минерали може стојат таму, но колку е нивната економска исплатливост. Второ, која е можеби како трик се наведува во овие шпекулации, не тврдам ја, него тоа го тврдат они, е дека еден дел од тие минерални суровини се наоѓа во Донбас и во Луганск или во териториите кои Путин и Русија ги има окупирано. Па оттаму што и да потпише Зеленски џабе му, бидејќи ова е веќе под руско владение, а Трамп веќе претходно му даде на некој начин легитимитет на Путин дека тоа што го освоил си е руско и нема да го добие Украина. Така да ќе видиме, тоа е една од тие, би рекол, шпекулации за да биде интересна цела оваа приказна, но едно е сигурно. Зеленски доаѓа во Белата куќа со наведната глава, се лутал некој или не. Трамп тука издоминира и ја покажа својата сила, покажа бизнес способност дека он може да направи сделка, еуфорично изјави дека со овој договор Соединетите Американски држави и американските даночни обврзници ќе си ги наплатат
долговите, дури ќе заработат и нешто повеќе и да видиме што ќе потпишат, што ќе има у тој договор. Сега знаеме што не доби Зеленски. Она што не го доби Зеленски се безбедносните гаранции дека јас ќе потпишам, вие бранете ме, тоа паѓа во вода. Јас ќе се повлечам, велеше, примете Украина во НАТО. Не е дозволено и тоа од Трамп, од Соединетите Американски држави, и ќе видиме што сега Зеленски ќе добие како некоја добивка од цела оваа сделка, освен што еве Трамп ќе му се смири, народски речено, и нема да му биде скаран. Сега Украина и Зеленски после овој договор ќе видиме во која насока ќе оди, што ќе биде добивката за Украина, бидејќи и Украина мора нешто да добие, бидејќи е жртвувана овие 3 години. Добро, само до тоа што престанува војната добива многу повеќе. Па ама не престанува војната. Тоа е уште еден трик на цела оваа меѓународна шизофренија, бидејќи, колку што јас успевам да видам, ако грешам ќе се покаже, Трамп најави мир, но во исто време најави дека ќе ја дава на Украина, ќе ја продава оружје, за да си го одржува мирот, но не и дава безбедностни гаранција. Значи, во превод, ќе продолжи војната. Бидејќи, од друга страна, чекаме и Путин и Кремљ што ќе кажат. Сите се они декларативно за запирање на војната, но ниту Трамп, ниту Путин не ја запираат војната. Туку велат, види, ние ќе запреме доколку не се исполнат нашите барања. Трамп вика, ние не можеме да ја запреме војната, можеме да ви помогнеме да се браните. Тука завршува разговорот. Ќе пробам да ве седнам на преговарачка маса, но повторно ќе кажам, Зеленски има многу проблеми за таа преговарачка маса, бидејќи бараше некои работи кои не му беа излезени во пресред. И второ, тие избори, значи Вашингтон и Трамп инсистираат Зеленски да оди на избори во април. Во април ми се чини дека треба да иде. Треба да оди на избори за да добие легитимитет, за да има преговарачки легитимитет, за да може да седне на преговарачка маса и да потпише нешто со легитимитет. Вака тој, поради воената состојба, не може да спроведе избори, не сака и нема легитимитет да седне да потпише некаков договор за Украина. Постојат спекулации или можеби конкретни ставови за тоа дека Зеленски ќе се кандидира на овие претседателски избори во Украина или не се? Вака, нема никаде, иако во опција е секогаш актуелниот председател за сите избори. Но мене ми се чини дека Зеленски е пуштен низ вода, дека Зеленски ја игра последната игра на пеперутките, како што велат, и ми се чини, тоа е моje мислење, а и мислење на многумина што ги следат работите, дека неговиот наследник треба да биде избран кој ќе има први, нема да има опашки од минатото и ќе има легитимитет да потпише, бидејќи како тоа беше проблемот со Бајден. Бајден, додека беше председател, го нарече Путин дека не само диктатор, него дека е воен злосторник. Тоа во старт значеше дека Бајден и Путин никад нема може да се видат веќе во живо. Мислам, на преговарачка маса. Сега Зеленски исто, ќе потсетам, Зеленски изминатите 3 години кажа се и се што против Путин, против Кремљ, па и против рускиот народ. А реално, против руската држава, не рускиот народ, се извинувам и се оградувам. Како тој сега ќе седне? Тој до вчера зборуваше дека нема да запре војната, дека не ги вратат териториите, вклучувајќи го и Крим. Тоа беше првата. Второ, дека ќе чека Путин да го тргнат, па тогаш ќе седне да преговара со него. Трето, ќе бараше овој да биде прогласен за воен злосторник, што до некаде малку се обидува, но со доаѓањето на Трамп сето тоа падна у вода. И четврто, Зеленски не е Трамп. Трамп го нарекува овој диктатор и му вика, ти си диктатор, ќе ги даш минералите? Не ги Но даш. негира. Сега за BBC негира дека го нарекол Не, диктатор. јас затоа реков, може би негира или не, затоа реков, ако ја гледаме целата слика, ќе заклучиме една работа. Трамп нема проблем со тоа што го рекол. Трамп сака не сака форма, туку сака суштина Така. во стилот на секој бизнисмен. Особено од позиција на светска моќ, бидејќи тоа е председател на моќната суперсила. Во моментот сакал некој да признае или не, се уште е најмоќна суперсила. Ќе видиме овие негови брзо потезни изјави колку ќе го чинат за во наредниот период политички на внатрешен и надворешен план, но сега за сега ја има доминацијата во најмала рака, па Зеленски за него не е ништо. Денеска ќе дојде ќе потпише, уште ќе му се извини што му е рекол тоаш дека не сака да потпише и тоа така ќе заврши. Но да видиме што ќе иде понатаму, бидејќи се комплицираат работите со Европа. Така. Почнаа царините од вчера.
Трамп рече дека ако сакате да запре војната у Украина, европјаните треба да се погрижат за таа работа, нема што Соединетите Американски држави се мешаат во таа војна таму, бидејќи тоа не е на нивниот континент. Така. Европските сили се обидуваат, а тоа е твоето следно прашање. Да, јас сакав да споменам Велика Британија од самите почетоци, веќе 3 години од како е почната оваа руска Со Борис инвазија врз Џонсон, Украина. кој беше Уште пред 3 промотор на години целата е со голема подршка кон Украина и тоа јавно го Или е против транспарентно го Русија, кажува. ајде да те поправам. Па, не знам, еве јас ќе бидам политички коректна и ќе кажам дека тие велат дека се од страната на Украина, ја поддржуваат. Сер Кир Стармер, односно британскиот премиер, е веќе неколку дена во Вашингтон, веќе имаше средба со Доналд Трамп. Дали можеби оваа средба покрај тоа што има разговори поврзани со војната во Украина, е поврзана и со овие царини, значи ќе се избори или нешто Стармер за... Да те поправам, не да те поправам, него да се вметнам во разговорот. Првин, царините се за Европската Унија, Велика Британија не. Нема право да Значи, дискутира напротив, за тоа. Трамп рече дека Велика Британија нема да има царини. Тоа беше едно од точките, едно од поентите на разговорот. Втората поента беше декларативно да се дојде до мир во Украина, која е декларативна флоскула сите кои ја зборуваат. И третата и најинтересна е дека Трамп ја одби молбата на сер Кир Стармер, кој го рече сер, нели? Британскиот премиер, да се дадат безбедносни гаранции за Украина, што само го покажува доследноста на политиката која води Трамп, а тоа е дури ни британскиот премиер не успел да го убеди да се дадат безбедносни гаранции на Украина, или во превод, ако сакате вие, тоа е ваша борба таму, Европа, дури не е ни британска, нели, него е Европската Унија, тоа претходно на Макрон му го кажа, можете слободно да распоредите европски војници, нека го чуваат мирот, НАТО нема да оди таму, бидејќи Соединетите Американски држави се главните во НАТО, Европа може да оди, нема никаков проблем. Сега па Путин не ја прифаќа европската војска. На неколку пати до сега излегува информации дека Москва за сега не размислува да отвори некаков диалог со Европа, бидејќи многу работи се случија за да може туку така да преминат преку тоа, што покажува дека европските сили не можат да дојдат. Како ќе ставиш ти европски сили на разграничување со Русија, кога Русија и Европа немаат отворено диалог. НАТО, Трамп не дозволува НАТО, и останува она што го реков пред малку. Ова е европски проблем, што сакате правете, ние безбедносни гаранции не даваме, ние можеме само да си го наплатиме долгот што ни должи Украина и да ја помогнеме со оружје, да ја продадеме, за да може да си ги заштити границите. Зашто ќе ги штити во мир или во војна, тоа Европа што ќе се договори, ако дојде до мир, ќе дојде до мир. Сега да не бидам контрадикторен, Трамп најави дека ќе има разговори да се обиди да дојде до мир во Украина, но ќе разговара со Путин, каде што треба да се договори во превод, народски речено, да направат геостратешка поделба на интереси во светот. Интересот на новинарите, на дел од новинарите кои што следат меѓународна политика, денеска е насочен кон Вашингтон, така ќе биде и во нашата редакција, ќе ги известуваме нашите гледачи. Ќе биде насочен секаде таму каде што е Трамп, бидејќи тој успева да исфрли многу најави, многу закани и многу одлуки кои потоа се губат во морето на вести, па не знаеме, ќе произлезе уставниот судија оспори одредбата на Трамп, нема да ја прифати на Трамп и некако се губат тие вести, а доминираат овие нови, што е само доказ на еден нов тип на медиумска доминација светска, за која Трамп покажи во првиот мандат, а и многу порано пред да стане политичар, колку знае да игра со тој политички пиар и маркетинг. Благодарам, Андоновиќ, да имавте можност и прилика да погледнете уште една меѓународна анализа во живо. Сите новости поврзани со глобалната политика ќе ги следите од нашата редакција преку сајтот slobodnpečat.mk. Останете уште малку, имаме нешто да ви кажеме.